ЖФК Младост и НИНС оваа година го освои второто место на табелата. Успехот се надоврзува на учеството на финалето за Купот на Македонија. Задоволни од досегашните резултати, фудбалерките од овој фудбалски клуб за наредната сезона најавуваат постигнување на поголеми успеси, со што имаат амбиции за учество на Лигата за шампиони. Еве како капитенот на ЖФК Младост и НИНС ја оценува изминатата сезона и што очекува од наредната. Веќе тренирам 7 години, од 2007, значи како што не формиран клубот од таа година. Јас и уште неколку девојчиња сме веќе цели 7 години во тој клуб, меѓутоа има некои измени, имаме доведено нови девојчиња, сега се планира пак да се доведат некои нови фудбалерки, имаме некои играчи од Делчево, меѓутоа тие веќе се подолго време со нас. Сега не можам да ги кажем имињата на новите кои што се планират да се доведат. Потешки надпревари, можам да споменам екипата од Кочани, екипата на Струмица исто така. Од следната сезона очекуваме да сме на првата позиција. Па со подготовките почнуваме од 3 август, бидејќи првенството почнува во септември. Како еден од највозбудливите надпревари кои што ги имам играно во мојата кариера е ланскиот надпревар, во кој игравме куп финале на жени во Македонија со екипата од Единство. Резултатот при крајот од утакмицата беше 0-0, но јас имавме слободен удар. Од слободен удар го постигнав голот за 1-0, потоа ни изедначија и мислам дека тоа ми беше највозбудливиот и најинтересниот надпревар во мојата кариера. Незината соиграчка Нина Николова покрај НИНС игра и за репрезентацијата на Македонија до 17 години и таа ги искажува своите амбиции да заигра во Лигата на шампионите. Па имав понуда за во Швајцарија, за во Берн да играм, но бидејќи уште сум средно, мора да завршам прво па ќе одам. Амбиции за освојување на Лигата на шампионите на фудбалерките од ЖФК за наредната сезона најавува и потреба од ново засилување во